Здраво на сите, ви благодарам што издвоивте дел од вашето време за да го одбележиме овај во основа историски чин не само за Глеј, туку и за пошироката македонска економија или да речем за тргувањето со акции, заради тоа што денес званично во 9 сатот почна тргувањето, одnosno продажбата на хартии од вредност, да бидам најкоректен во изразот, значи на првата македонска компанија која реши да се докапитализира на преку овој начин, така наречен популарно IPO, и ете, да кажам, да го одбележиме тој настан. Овде ќе се обратиме накратко јас и Кирил Куцуловски од брокерската куќа Илирика Investments. Јас ќе зборувам повеќе за нашата визија, на она што постигнавме до сега и нашата визија и нашата спремност за едно транспарентно работење према, да речем, најмногу према новите акционери, а Кирил нормално ќе ги кажи своите, од свој аспект, одредени поенти околу целиот овој процес. Некаде пред 4,5 години, да кажам, јас и тројца партнери се одлучивме да влеземе во овој зафат, имајќи во предвид дека Македонија нема своја стриминг платформа, дека Македонија нема место, да речам, каде може да се најдат првенствено македонската продукција, нешто раштркано по YouTube, нешто и воопшто го немаше. На тоа нема детска програма во дигиталниот свет, кој за децата е единствен свет што постои, значи дека нема место каде исто да гледаат своите омилени ликови или цртани филмови на македонски и на албански јазик. И од тие две, да кажам, од тие две поставки рековме да тргнеме во тој еден зафат и еве после 4,5 години и 3,5 години комерцијално постоење на Глеј, македонската единствената македонска стриминг платформа, од прилика може да се пофалиме дека proof of concept-от успеа. Значи, тука може да видите, ова се некои извадоци кои ги имате во инвестицијските флаери и тоа сето може да се најде и на сајтот на svot.mk за инвеститори. Значи, нема ден, рапидно растат, секој ден растат бројот на корисници, негде пробивме веќе и 120.000 различни корисници кои пристапиле во овие 3,5 години на Глеј. Постигнуваме во јануари годинава над 25.000, јануари лани над 35.000 месечни корисници, што единицата мерка. Имаме над 100.000 инсталации на апликации на смарт телевизори и на мобилни телефони. И она што исто кажува и колку сме диаспорична нација, стримано е во повеќе од 120 земји. Негде околу 10% од редовните месечни корисници се од диаспората, ова го кажувам заради тоа што таму има и текако потенцијал. Тие таму исто немаат па никако како да дојдат до македонската програма, барем не на еден легален начин. Визијата. Еве ако е нашата визија, 2030 година да бидеме доминантен видео стриминг сервис во Македонија и диаспората. Она што претходно заборавив да кажам, дека по некои мерења кои не беа направени од нас, но имав прилика да имам увид во нив, значи се тоа што направивме, негде сме дојдени на пола од Netflix. Значи гигантот Netflix во Македонија, ние сме дојдени на пола од него. Сега до 2030 ние сакаме да станеме, одnosno имаме визија, таму сме тргнати да станеме доминантен видео стриминг сервис во Македонија и во диаспората, ја спомнав претходно. Или овие 120.000 да ги дуплираме, да појдеме на 250.000 регистрирани корисници и 100.000 активни месечни корисници,
од оние нестабилни 25-35 значи да дојдеме до 100.000 активни месечни корисници. Ова е нашата визија, ова е нашата цел. На што ја засниваме ова? Прво, кои се нашите предности спрема, да кажем, ајде, глобалните стриминг платформи? Прво, уникатната содржина, единствено ние имаме премиум македонската содржина кај нас, имаме и детската програма, да не се повторувам сега претходно на македонски и албански јазик, имаме комплетна локализација и на таа што е регионална и светска програма на македонски и на албански јазик. И она што го воведовме крајот на минатата година е хибридниот модел со реклами, кој дава можност за дополнителна монетизација на содржината. Значи имаме и слободен дел, исфрливме три пакети, значи слободен дел за кој воопшто не се плаќа, каде што има дел од програмата. Има така наречен хибриден модел, каде што плаќаат помала претплата, ја гледаат целата програма и нормално си останува онај премиум пакетот кој си е без реклами. Така да сега корисниците имаат да бираат многу повеќе. Во сите овие 4 години, значи, покажавме капацитет за партнерство со локалните бизниси. Пред се телеком операторите, потоа, сигурно сте ги сретнале акциите со Нептун, акциите со Office Shoes, нон-стоп сме во одредени партнерства со продажни акции по одредени и промотивни акции по одредени канали со локалните бизниси. Од друга страна веќе почнаа и да адвертизираат локалните бизниси, значи да закупуваат рекламен простор во овие 6 месеци како е тоа активно, значи почнавме веќе да ги имаме и првите клиенти за реклами, а за сето ова стои искусен тим со докажан кадар, ама и комбинација, значи со млад тим кој учи брзо, веќе навлезе во голема мера во процесите и е, да кажем, гарант за континуитетот на целата работа. Значи, уште еднаш да ги потенцирам овие два во партнерството со локалните бизниси, многу значајно го истакнувам, да кажам, партнерството со Македонски телеком, посебно на полето на новите нивни ресивери, Магента ТВ, тие се над 50.000 веќе диплоирани, инсталирани, а до крајот на идната година се очекува и сите 160.000 нивни корисници да се заменат со Магента ТВ. Зошто е ова битно? Таму сме како апликација инсталирани, со тоа што на тој начин корисниците веќе можат да ги следат сите три модели на три пакети на Глеј. Ова го решава техничкиот пристап до апликацијата на Глеј во голема мера, дури одиме во моментов се работи тоа, се надевам наскоро до септември веќе ќе го лансираме и уште поголема интеграција со овие ресивери, така што корисникот и не мора она регистрација да има, значи тие чекори кои на некои корисници му сметаат и ги одвратуваат од ваков начин на гледање, туку брзо и едноставно ќе достапат до содржината на Глеј. Директно на нивниот омилен Магента ТВ ресивер. Хибридниот модел, одnosno рекламите, она што е предноста на овој модел е таргетираното рекламирање. Значи, ние сме дигитален медиум и ги учиме корисниците. Рекламирањето кај нас прво е во full screen, одnosno комплетен екран, non-skippable, значи наликува по таа презентација на телевизиска реклама, но од друга страна, значи точно знаеме на која реклама ја пуштаме, одnosno на која група на корисници која реклама ја пуштаме, на тој начин и за огласувачите е поефикасно, заради тоа што огласувачите едноставно целната група полесно ја најдуваат, а второ е добро и за корисниците, заради тоа што добиваат порелевантни реклами.
Значи, до овде дојдовме. Ова е потенцијалот. Сега дојдовме до ситуацијата дека уште од сам старт ние не бевме нешто едногаздински, да ние бидиме доминантни, беше да се развија тој proof of concept се разви, се дојде до овие сите бројки, што ги кажувам, и сега беше потребно, одnosno дојде времето за доинвестиција, за докапитализација. Зошто? Заради тоа што ни треба континуитет на програмата. Едноставно, бројките нон-стоп ги видовте расти, а месечните корисници одат горе-долу. За да го спречиме тоа, нас ни треба континуитетна програма. И тоа најмногу од македонска програма. Така да, овие средства нас ни требаат за да оствариме, од прилика 12 домашни премиери годишно, значи една месечно да има. Тие се, значи, премиери од типот, не знам, квартално ќе има една джамбо, да кажам, премиера, значи тоа се серии од овој тип, што ги гледате. Месечно ќе има одредени филмови, одредени документарци, одредени реалити шоуа работени по формати. Значи, она што си го знаеме како занает, го пратиме, да речеме, и светските трендови и така натаму, и сега е време пак да се вратат годините таму 2000-тите во Македонија, кога се продуцираше во континуитет квалитетна премиум македонска содржина. Тука се 50 странски премиери годишно или вкупно годишно сакаме да ја градиме архивата за 1000 плюс нови часови. Ова се плановите, значи одиме првенствено му даваме предимство на познатите и признати македонски франшизи, значи тоа, не знам, имате Преспав 8, Пепи и Муто серијалот, Мангава, тоа е продолжение на Тедуа, Жити мене, најгледаниот филм од 2024 во Македонија, па имаме со Светот на Биби веќе спремен еден проект Светот на животните се вика, Зоки Поки 2, тука е Петко Шетко, како исто. Значи, зборуваме за, мора да бидеме сигурни во првичната инвестиција, пред да дојдеме во ситуација да експериментираме. Ова е битно, да речем, за инвеститорите, и затоа се одлучивме за познати и признати брендови. Да првенствено да во нив инвестираме. Втората работа е треба технологијата да се инвестира, значи она што го спомнав посебно во тој ад серверот за реклами, значи тој мора да се развива цело време за да биде што попрецизно тоа таргетирање, и нормално еден сеопшт маркетинг мора да се појача тоа за да се привлечи што повеќе вниманието на корисниците, односно на гледачите, како овде, така и во диаспората. Сега дојде тоа како како да бараме докапитализација, и негде пред година и пол ми се чини дечките од Илирика ни пристапија со предлог ова да биде начинот, значи преку емитување на акции. Размислувавме неколку месеци, одлучивме, се консултиравме со сите надлежни институции, значи Комисија за хартија од вредност, Македонска берза, и на крајот одлучивме негде во текот на минатото лето, значи од прилика пред година дена, да влезиме во овој процес. Следуваше трансформација во акционерско друштво, што заврши негде во ноември ланската година. Потоа следуваше да кажам, барање нели до комисијата и добивање на дозвола. Ја добивме негде пред месец дена и еве сме денеска тука. Од сам старт ми рекоја вака, ако да сте спремни, треба да исполнувате две работи. Прво, да не бидете едногаздински настроени, значи да сакате да споделите дел од фирмата со други. Добро, нема проблем. И второ, да имате да бидете транспарентни. Значи, се што се прави, да не бидете затворени, да не... Добро, и тоа не е проблем. Значи, тоа кога го усвоивме, тргнавме и во процесот. Дури одиме и чекор напред во таа смисла, заради тоа што планираме после успешното IPO во септември да се одржи собрание на акционери, на кое? На малите акционери кои,
да речем, ќе бидат дел од ова успешно IPO, ќе му понудиме 25% членовите на одборот на директори. Да речем, ајде, практично сега имаме тројца директори, тројца сме во одборот на директори, ќе понудиме четврт, кој ќе биде од нив избран представник. Второ, или може и да го зголемиме бордот на директори, како и да е 25% од членовите, од прилика колку што ќе имаат сите заедно и дел од фирмата, ќе бидат од нив назначени. Второто е исто откуп до 10% на собствените акции од новата емисија. Тоа е, ние сме се грижиме за нашите акционери, доколку на некој да речем му затребаат и побргу парите, а не сака да ги тргува и така натаму, ние сме тука да му ги откупиме по одредена цена која ќе изгласаме на тоа собрание. И имаме нон-стоп двонасочна комуникација меѓу инвеститорите и Свотмастер АД. За нас овие, ајде, да сме здрави и живи, илјадници акционери, како што е нашето очекување и нашето посакување, тие ќе бидат амбасадорите на Глеј. Значи, ќе бидат амбасадорите на Глеј и со нив ние нон-стоп сме спремни и ќе имаме отворени канали на нон-стоп комуникација. Нормално ќе ги гледаме и сите нивни и сугестии и укажувања. Нормално имаме, тоа е и законски, но ние не, мислам, и без законски потреби, значи сме спремни, така е планот да објавуваме периодични финансиски извештаи, ревидирани годишни извештаи и објавување на тековни активности. Значи секој поголем договор што е склучен, секоја нова, да кажам, нов договор за продукција, нов договор за набавка на програма, одредени кадровски и така натаму појачувања и промени, ние сме спремни да ги објавуваме на нашиот вебсайт и по каналите на Македонска берза и така натаму и така натаму. Ете, ова отприлика ги имате ова сето во детали во инвестицискиот леток, да кажам, или презентацијата за инвеститори. Ова беше отприлика каде што јас треба да застанам и да кажам, ајде, Аирлија, да е ова, да речеме, историска прва, пак ќе кажам, емисија на дополнителни акции, во кои, значи, инвеститорите во Македонија ќе можат да станат дел од еден успешен проект и да помогнат тој да стане успешен. Сега тука, да кажеме, делот веќе на Кире, ќе му препуштам него. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, Дарко. Мислам дека ги помина сите важни детали во однос на иницијалната јавна понуда на Сводмастер. Можам само да нагласам што мислиме ние како компанија. Јас сум Кирил Куцуловски, финансиски аналитичар од Illyrica Investments. Ние сме покровител на оваа иницијална јавна понуда и одлучно стоиме во поддршка на IPO-то на Глеј. Глеј е современ бизнис модел кој што покажа успешен почеток и има потенцијал за иден раст. Оваа иницијална јавна понуда е показател дека нашиот пазар на капитал созрева и дека се повеќе компании се спремни да се финансираат со прибирање на средства од јавноста. А на македонската берза е повеќе од добре дојдено една компанија која што има потенцијал на раст, односно е growth компанија. Најтргуваните акции на македонската берза моментално се од зрели компании, етаблирани бизнеси, но со маргинален простор за раст. Тоа е одлично за постоечките акционери, супер за веќе инвестираните средства, но што станува за нови акционери, што останува за нови вложувања. Без иновација за нив понадата останува ограничена. И ова е една од главните причини зашто имавме одлив на капитал кон странство. Нашите акционери, нашите инвеститори одат на странските берзи, каде што growth компаниите
се во изобилие. Успешен почеток, современ бизнис план, јасно дефиниран пазар и монетизација на секој чекор. Тоа се одликите на една growth компанија, а Swodmaster ги има сите. Со над 25.000 корисници, Swodmaster покажа успешен почеток. Бизнес моделот е како на светските стриминг сервиси. Тој е модерен, современ и докажан. А фокусот е локален, односно пазарот е јасно дефиниран. Приходите доаѓаат од претплати и од реклами, значи секој чекор е монетизиран. Верувам дека во еднината на медиумите во Македонија, Swodmaster е позициониран како водечки стриминг сервис, односно Глеј, и дека ќе биде најеминентната платформа за рекламирање. Тоа е бидејќи во Македонија моментално ни недостасува стриминг сервис кој што може да овозможни сегментиран пазар, на кој што можеме да, каде што можат компаниите да се рекламираат на идеалниот купувач, и верувам дека како компанија која што ќе го формира овој бизнис, ќе биде компанија која што има потенцијален раст и, како што реков, е повеќе добре дојдена на македонската берза. Ви благодарам и мислам дека можеме да примеме неколку прашања сега. Некои прашања, ве молам, еве, има и микрофон. Благодарам, Мирче Јовановски, независен МК. Кога ќе се смета дека е успешна иницијалната понуда? Кои критериуми ќе ги имате во предвид? Значи, денеска се пуштени 200.000 акции, 60% или 120.000 е прагот на успешност. Значи, доколку се купат и впишат тој број на акции, тоа е долниот праг, а временскиот период е 25 август, значи 2 месеци од денес. Да. Кои се плановите за... Прочитавме во брошурите дека ќе се зголеми продукцијата домашна и примери странски. Дали планирате соработка со подкастерите? Тоа во Америка се направи со Джо Роган, кој што подпиша, мислам, со Spotify, не сум сигурен, огромен дил. Дали нешто такво тука планирате, некој со нив да, како тренд да го внесете во Глеј и да соработувате со нив? Па ние веќе и започнавме со, да кажам, некои подкасти кои покрај на YouTube веќе може да се гледаат и на Глеј. Да, планираме одреден дел од нив да бидат и ексклузивно на Глеј. Значи, да, една од тие гранки, да речем, на продукција се и емисии и подкасти, да. Планираме и таа гранка да ја развиеме, таа и веќе и постои во моментов на Глеј, ама не е се уште ексклузивна. Се извинувам до Илирика, господинот, зашто до сега ова не беше застапено на берзата ваквите IPOs до сега? Имаше ли законски пречки? Немаше, може би, храброст кај некои компании ова да го направат? И што очекувате, дали ова ќе го скршим разот и ќе гледаме почесто вакви IPOs понатаму? Законски пречки немаше, напротив, имаше законски олеснувања и IPO-та беа охрабрувани до сега, но до сега не видовме бизнис кој што има ваков потенцијал за раст за да може да биде оправдан со иницијална јавна понуда. Исто така и во прашање на навиките на инвеститорите. Очекува зрели компанија, етаблирани бизнеси, нели, во кои што можат да вложат, но тие шампиони во дивиденди кои што постојат на берза си го имаат своето место. Глеј, од друга страна, Swodmaster како growth компанија е првата што се појавила што може да покаже, кој што може да го покаже правецот, и очекувам дека
со зрелоста на пазарот, сепак нашата берза е само 20 на години стара, со зрелоста на пазарот ќе гледаме се повеќе вакви иницијативи. А имате искуство, првшиски од медиуми, и за господиното Делирика. Па ме интересира, мислење, паметно ли е нашите медиуми да направат вакви потези? И телевизиите, и радијата, и... Зато што, вериш си да нема, мислам, освен еден, сите се one man show, еден газда и толку, да вложуваат во докапитализација, акционерски друштва да станат и така. Столе, ова е, ајде јас го викам, медиумско-технолошки проект, каде што содржината е најглавната работа. Значи, да, дали препорачувам, да, секако, пошто во медиумскиот бизнис нема инвестиции. Значи, ние сме свесни во последниве 15 години дека нема посериозни инвестиции, нити технолошки, нити програмски. И ние, ајде да кажем, и тука и бараме и шансата во целата ова работа. А дали, мислам да, ама мислам дека, јас знам дека е да, дека треба докапитализација, дека за да се сподели, да кажам, и ризикот, и бизнис ризикот, но и за инклузија на што повеќе луѓе да застанат за одреден бренд, и заради тоа и ние тргнавме, ние се третираме самите себе како медиумско-технолошка компанија. Мислам дека, знаејќи ја собственичката структура на македонските медиуми, во овој момент мислам дека нема. Тој е сегментиран пазар, тој треба прво да се укрупни, па да се инвестира во него, така, отприлика, да. Но да, зошто да не? Зошто да не и понатаму да има и во медиумскиот бизнис вакви проекти на докапитализација, за да се обезбеди капитал, за да може посериозно да се инвестира во тој медиумски бизнис. Застанато е. Можам и ја да додадам на тоа. Не е само прашање на волја на собствениците, туку е виабилност на самиот бизнес. Јас мислам дека Глеј како дигитален медиум има многу повеќе простор за потенцијален раст отколку традиционалните медиуми. Особено во делот каде што корисниците бираат што и кога сакаат да гледаат, тие корисници формираат публика поделена по демографија и интереси спрема тоа што го бирале, градат сегменти за рекламирање на кои што компаниите присутни во Македонија може да ги рекламираат своите производи, услуги или себе си како компании кон идеалните купувачи. Глеј единствената домашна платформа која што има потенцијал тоа да го претвори во реалност и би било револуционерно и за маркетинг и за медиумскиот сектор во Македонија. Ако го имаат тоа, тогаш може би можеле да размислуваат, но ние го поддржуваме Глеј бидејќи го има тоа. Ако можете, господин Петрушевски, Глеј во моментов изделува дел од своите приходи за инвестиција во продукт или само откупува продукти од продукции? Со мали исклучоци во овие 3 години, претежно сме тоа второто, така. Значи, откупува и домашните продукции, фактички се, на некој начин работиме со модел на едно партнерство, на profit share, така. Но да, досега немало мојки, затоа и го тераме овој процес, за да имаме мојки да почнеме да финансираме, ние да ја диктираме работата. Така, не знам, имаше лани, го помогнавме, да речем, го кофинансиравме Триумф, тоа е едно реално шоу со Лазаров и екипа. Бевме пред 2-3 години помали копродуценти на Куќен притвор, но воглавном се работи за купување, за пласирање и монетизација на веќе готова програма и македонска, вклучувајќи и македонската, така. Но од друга страна нема доволно македонска програма и тој основен концепт ние свативме дека мора да го раздвижиме за да може да си обезбедиме понатамошен раст.
како првиот столб на глеј, македонската продукција. Какви сервери користите за ова? Од Amazon сервиси скапо ли е тоа сето тоа? Дали сега бизнис моделот има профитна маржа сега за сега во однос на тоа колку е цената, маркетинг и за да се преплатиш? Дали е скапа играчка ова? И второ прашање, како АВМУ вас третира? Дали ви треба лиценца од АВМУ, дали не ви треба? Тргнем од крајот АВМУ, значи во АВМУ сме регистрирани како понудувач на содржини по барање. Значи сме заедно со, да кажем, телеком операторите имаат таков сервис и ние. Дали е скап спорт, релативна работа е, така да, во секој случај продукцијата посебно е захтевна финансиски, продукцијата на домашна програма, но мислиме дека имаме модели во рамките на новија средства што ги бараме да направиме еден континуитет и очекуваме брзо да речем да успее пазарот да го врати тоа како инвестиција. Технологијата и така натаму се си има своји, да кажем, трошоци. Не е ефтин, ако зависи од која, така, гледаме од која гледна точка, така, ако гледаш од телекомите, ние сме ефтин. Ако гледаш од, твојот сајт, ние сме скапа играчка, така, значи, окей, продукцијата, тоа е клучот цело време, продукцијата на квалитетна премиум македонска содржина. И тоа, да, кошта, но е неопходно за да се завергла тоа, да кажем, да се заврти тркалото и да дојде до, таму имате во инвестицијските флаери до година, да кажем, да се стандардизира на 40.000, па 60.000 месечни корисници и така натаму. Ние имаме начин, како што кажа Кире, и со претплата, и со реклами да ги монетизираме тие корисници и да почне да се врти тркалото, за да гледа почне сама да создава пари за инвестиции, континуирано инвестиции во македонска програма.